U životu najbolje kad se prođe test vremena. Volim direktne ljude, volim iskrene ljude, volim ljude koji kažu šta misle. Znači može skoči sa 5000 metara, ali 200 na sat ne da ovo. Razumem te, ali te nešto ne razumem. Makedonska publika, prva publika koja me prihvatila. Imam dijagnostikovano šizofreniju i onda zavisi kako se probudim. Kokica? Kokice. Popcorn. Да знам така, добро. Пуканки се викаат кај нас. Сега ма пуканки. Zato što puknu, verovatno i zato, odatle etimologijata. Sad ni ti ne razumeš šta kaže, a? Добро вечер, убави луѓе. Времето не само што е жешко, туку имаме и многу жешки гости. Токму тука, во прекрасниот Охрид или на најдоброто место, Егоист Бич Бар. Нашите вечерашни гости се две енергии кои што не се само партнери во живот, него се партнери на сцена, се звезди, се, како да кажам, некако како машини за правење на балкански хитови. Луѓе мои, ве молам со еден огромен аплауз да ги поздравиме овие двајца прекрасни гости, Релја и Николија. Ве молам еден огромен аплауз. Каде ни аплауз за него слушна? Имamo tvoj. Hvala. Hvala na lepo najavu. Јас ви благодарам многу што не испочитувавте, што сте тука заедно со нас. Навистина ми значи тоа. За прв пат сте во наше отворено студио. Da, prvi put smo u vašem otvorenom studiju i drago nam je što je tako. Така е. Николија, за тебе те запознавам прв пат вака лично, ама имам гледано многу интервјуа до сега. И пример, толку си културна, приземна, пристојна, што е многу ретко за луѓе кои што се занимаваат со оваа професија, можам да кажам. Кажи ми пример, секоја чест прво за тоа, кажи ми пример на што се должи сето тоа? Разумела sam šta si rekla, nešto si me pitala, pa takva sam inače. Čak sam mnogo više povučena i privatno i u intervjuima nego što sam na sceni i u muzici i u spotovima. Tako da to su neke moje dve ličnosti. Па добро, јас би рекла сепак кога слава ќе удри некој во глава може многу поразлично да се однесува отколку да биде културен. Тоа сакав да го кажам, тоа е за секоја почит, во секој случај. Ne, mislim da svi uvek treba da budemo kulturni, to je mnogo lepo i da treba da budemo dobri ljudi. Така е. Bez svega, bez obzira na uspehe ili neuspehe koje kroz život možemo da doživimo. Ви кажав и на двајцата дека изгледате прекрасно. Денес сте некако и стилизирани, па дури и јас со фармерките некако се уклопувам со вас. Се договарате некогаш пред настап, пример, мислам не често. Malo. Навистина? Malo. Nije ništa, sve... Da te ostavam da kažeš sve nešto. Sve je žena lepo rekla. Malo. Malo i Malo se толку. dogovaramo. Па што ќе направиме ние од емисијата, само ќе имаме по еден збор. Мало, пуно, више, толку. Питај што го те занima. Ајде, кога дојдовте тука на рецепција, кога ве сретнав за да се договориме кое време за снимање, ти ми рече вака: чекај, стој прво да јадам, па после тоа што сакате ќе правиме. I znaš šta se desilo? Што се случило? Čekao sam mnogo dugo hranu, onda dok sam jeo i onda se desilo na šta? Што? Zaspo se. I ja verujem da ćeš mi ti oprostiti. Попростено се опростено, нели сте тука Прастай, заедно. ali morao sam malo da odspavam i računao sam da ćeš oprostiti, da mi ipak potrebnije malo sna da uradim nastupi, ali evo, tu smo. Така е, нели сте тука, јас кажав. Ja sam odmah otišla na nastup, nisam imala vremena da Ona ne spava. odmorim, ali sam... Pa ona je mašina, lepo si rekla. Da. A ja sam... Двајцата сте машини, реков. Немој така да измислуваш. Убаво си кажав Што она јас. то носи. А кажете ми пример кога е гладен, кој е понервозен, ти или Николија? Pa mislim, Oboje. Ko još vodi glad? Никој. A nikoj. Јас затоа кажав ќе ги оставам прво да јадат беге тука секој Ali тргне jeli во smo погрешен lepu правец. pastrunku. Како? Jeli smo lepu ribu, pastrunku. На здравие да ви е. Некаде слушнав дека Релја сака брзо возење, а Николија сака побавно возење. Zato smo kasno došli u ovo. I Како sad ti dajem ovo intervju u ovo vreme. Da sam se ja Никој не pitan. знае, не знае кое време ние го снимаме ова. Ова секој си биде така добро замачкано каде што ништо нема да се примети. Dobro zamačkano i sporo vožnjeno. Како се прилагодувате за брзината и кој адреналин примерете вас вие најмногу ве вози? Не мора да значи само за кола. Pa ne, ja volim brze pesme, recimo. Dobar trening. Vožnju aviona. Da.
Volim. Išla je skoro na simulaciju, vozila avion. Како? Ima simulacija vožnja aviona, recimo, tako Dobra. nešto. Skače s padobrana. Adrenalinski tip. Ali ne brza vožnja. Znači može skoči sa 5000 metara, ali 200 на сат не да ovo. Па Ali- сега види вака. Добро. Ако тоа е исполнува, не можеме тука ништо да кажеме. Ovo je bezbednije. Jeste. Релја, Кажу ти, да. со тебе имаме снимано неколку пати до сега, некои пократки интервју, никогаш не си не бил ни ти, исто како и Николија вака тука во некое отворено студио. И можам да кажам дека, пример, луѓето, општо, кои што не те познаваат, предпоставувам, кажуваат дека си малку крут човек. Не си толку... Ме Nisam разбираш толку- што? Ja Значи разбирам, така? sve разбирам. Nisam toliko ubav, više krut. Не, Него. крут е како груп. Grub. Да, човек. Nisam labav. Не ниси лабав, Него него сам крут. него си крут, ето Гледам си, така. Добро, и? И сега си го заборавив прашањето, Ајде, гледаш? полако, ја Зошто памтим. криваш толкав зид пример помеѓу луѓето и тебе? Зошто не дозволуваш пример едноставно луѓето кои што те почитуваат, ја сакаат твојата музика да можат полесно ете некогаш да стигнат до тебе? Или некогаш си има случајно нешто? Evo, na trenutak ću da uozbiljim koliko mi je to trenutak da. Ja gledam da me ljudi upoznaju najviše kroz moju muziku i to radim kroz celu karijeru. Dajem im sebe i svoju ličnost najviše kroz muziku. A intervju i znaš, to je nekako stvar, bar kod mene, da li sam spavao, da li nisam spavao, kako sam se taj dan probudio. Nije neka stvar koju ja baš uspijem sam sa sobom da iskontrolišem najbolje, tako da nemam što ti kažeš zid. Ne, imam ljubav za sve ljude koji me sakaju, sakam i ja njih, ali ne mogu uvek da to pokažem. Добро, убаво ми одговори. Да. Kroz intervjue, ali kroz muziku i koncerte vrlo rado. Тука сакам да кажам дека за сите што не знаат, овој убав пар што ни седи спроти мене е веќе 11, за кој зборувам? За вас. Ne, kod nas protiv znači agenst. Не, спроти, Да, нас преко спроти, пута. вака, преко пута, добро, не преко пута, него преко маса. Веќе 11 години се заедно во врска и Николија ја имам слушнато каде што дава изјава дека како те сретнала тебе уште по прва вечер, знаела дека ти си тој. Но кажи ми, ти Заебан кога играч. дозна дека сакаш Николија да е жената што ете би сакал да остариш со неа? Ja sam brzo saznao, ali dugo nisam teo sebi da priznam. Машки. Dugo sam se opirao toj činjenici. Кажи се слободно. Тешко му е пала. Кажи се слободно. Teško mi, ali vreme je nekako u životu najbolje kad se prođe test vremena, znaš. I nekako i naša veza i naša ljubav je prošla test vremena i dalje to prolazi. I lepo nam je i... И да ви биде секогаш. Kako? Да ви биде секогаш убаво и лепо. Svaki put da Имаме, драга публико, сакам само да ви кажам дека имаме помош Translate тука веднаш позади камерите. Izvini, meni je presimpatično, ja dosta stvari razumem, ali ti baš brzo pričaš. Da, mi te teško razumemo, zato ja ovako i Ja pričam. se malo pravim. Мене снимателите, Jako mi sličan jezik, stvarno se trudim, ali zato klimam glavom i trudim se da ostane. као разумем дали ништо те не разумем. Razumem te, ali te nešto ne razumem. Мојот снимател многу често ми кажува: Ивана, немој Што да причаш? бидеш брзозборка. Полека кажи ги работите. Каде брзаш? Ама сега ми кажавте дека сме ограничени со време, па јас побрзо да ti ве onda pobrzo. прашам. Ajmo sad polako. Ето така, ајде, па нека бидат помалку, нека бидат полека како што е. Вие сте двајцата еден од ретките парови на естрадата кои што си има подпишано на лист хартија. Не ве прашувам за брак, дали планирате или не, само сакам да ве прашам, пример, еве за децата, за документи, за презиме. Тоа не ли ви прави проблем? Доколку имате различно презиме, не ли прави проблем за документи понатака? Nema problema, kad gde ima ljubavi, tu nema problema. Значи се решава? Da. И што ми одговарате со два збора? Па како да извадам јас сега од оваа емисија? Pa zborovamo puno, ali ovako kad je ovo za decu i tu gledamo da budemo kratki. Sve funkcioniše, Bogu hvala kako to. Добра, добра. Прашав за презимето, не за... A da, pa ne znam, Konkretno. ja sam ljudi su pominjali, ali mi stvarno nismo došli ni do kakvih poteškoća. Ja nisam čak ni znala da to ima veze i razlike prezime.
Da, Mislim, samo ne- za тоа ne- мислев, не- за презимето, дали Da, некакви... mislim, svakako, ja mislim da nebitno da kako je prezime, da kada se putuju, Se mi uvijek sreću. idemo svi zajedno, tako da nemamo baš nikakvih problema što se toga tiče. Кај вас дома, кој почесто знае да направи некаква лудост? Пример, онака да стане и да направи нешто што не е вообичаено. Тоа е Релја или тоа е Николија? Кој повеќе знае да го засмее другиот, да го насмее? Без воопшто да Spontano, очекува. kako koji dan, kako se ko probudi kog raspoloženja, ali on ima dosta više različitih raspoloženja u odnosu. Da, Пример? Imam dijagnostikovano šizofreniju i onda zavisi kako se probudim i to ti je tako. Пример, што Malo se šalili, svakako ima više različitih raspoloženja u odnosu na mene. Ja Ali- imam ili sam srećna, ili sam mirna, ili sam nervozna. Tu negde variram između ta tri. жена? Ali kod nje nema mnogo mraka, nema mnogo crnog, ja umem da odem u ekstrem, ona je tu ipak nekako uzemljenija, stabilnija. Možda i odem nekada ne znam. Kako možda i? Možda i ja odem nekada ne znam da sam otišla Gde? niko. Pa u mrak ili u ekstrem, A. a niko mi ne javi. Ne, rekao bi ti ja. Evi. Pa da. А што е оно што, пример, Ева знае да ја расположи Николија? Со неј заживееш, не можеш да не знаеш. Леле, Нисам те тука разумео, имаме шта да рadi? сериозен проблем, ништо не разбираат што прашувам. Што е оно што може да ја расположи? Мене? Расположи? Да. Заедно живеете така што не можеш да кажеш дека не знаеш што ја расположува Николија. Aha, Ko raspoloži? šta je ono što raspoloži Nikolija? Да. Pa mislim kao i mene, raspoložiti setnicu, raspoložiti kad ti dan lepo krenu, raspoložiti kad nemaš nijedan problem, raspoložiti kad si svestan toga šta imaš, kad si svestan kad smo svesni da imamo jedno drugo, šta imamo u porodici, kad smo svesni tako nekih stvari koje kao smatramo običnim i normalnim, mislim da ti trenuci kad uživamo u tim običnim trenucima nas najviše čine srećnim, u porodici i u prijateljstvu i na svakom polju, kad si zahvalan. А Николија ти? Што ќе одговориш на истото прашање? Pa isto, ja nekad se onako ponavljam, zvuči banalno, uopšte nije. Ja uvek kažem da smo živi i zdravi i sve ostalo ćemo lako i tu je prava sreća. Jer ovo sve ostalo su tehničke stvari koje obavljamo i neki plusevi, minusevi, opet plusevi u životu, ali kad smo tu, kad smo zajedno, kad smo zdravi, kad smo u ljubavi, sve funkcioniše. Добро, еве вака пример кога одите на настапи, затоа што не често сте заедно на настапи, често настапувате еден на Одвоено, еден да. крај, друг на друг крај. Пример, постои љубомора помеѓу вас, затоа што Николија е прекрасна девојка. Релја е прекрасен дечко. Сега, пример, тука има и машката и женската популација, им вријат хормоните. Како поменувате низ тоа? Vrlo lagano je. Сега кажи ми, немаме ни љубомора и да си одиме. Nemoj da si odeš, Ali nema ali ću ti reći ljubomore. da nema ljubomore. Nema, pa zašto bi bilo? Ja nisam birao partnerku po njenoj profesiji, nego po njenim osobinama. Tako da ja volim njene osobine, razne, mnoge, i to me čini srećnim. A i čini me srećnim kad je uspešna u poslu kojim se bavi, a to je ovaj posao, to što je on javni i ja se bavim istim tim poslom, verovatno nam je zato i lakše ono kao Da se razumemo Така е. međusobno. kapiramo šta je taj posao. Nekad nam je mnogo, verujem, u kući priče o poslu, o pesmama, kao prošle godine se desilo, radimo u isto vreme albume, bude onako previše, da kažem uslovno reći, muzike u kući, ali ljubomora je baš slabo. To je Добро, slika. ама и поддршка сте се едни на други затоа што точно знаете, пример, ни што поминува тој друг човек затоа што истото го работите. Da. Pretpostavувам. Ни сега не ме разбираш? Sve ste razumem, da. Nema i jednostavno nismo dali jednom drugom povoda za ljubomoru kroz sve ove godine i mislim da je to isto
ključ u nekom odnosu što imamo poverenje jedno u drugo i što to poverenje nismo ni izneverili nikad, tako da je mnogo lakše, ti kažem. Не сакам да бидам во друштво каде што било кој треба да се плаши од било што. Ова, Николија, е твоја изјава. Сега тука би те прашала, пример, со какви луѓе не сакаш да се дружиш и какви луѓе одговараат на твојот карактер? To sam rekla da ne treba da živimo u društvu gde treba da se plašimo bilo čega i mislim da treba da živimo slobodno. Не, со какви луѓе сакаш да се дружиш, пример, најчесто? Какви луѓе одговараат на твојот карактер? Пример, луѓе кои што не зборуваат многу, луѓе кои што се тивки, луѓе кои што се бучни, гласни, доминантни. Ja volim iskrene ljude i volim ljude sa kojima znam na čemu sam. Sad ni ti ne razumeš šta kaže, a? Vidiš kako je teško. Nije teško, ama dobro. Ама, знаеш како? Volim direktne ljude, volim iskrene ljude, volim ljude koji kažu šta misle, da nemam vremena da se bavim со непотребни работи. Tako je. Мислам дека ова заслужува еден аплауз затоа што конечно кажа барем некој збор пушти душа, пушти срце. Ja pokušavam, ali pre toga pokušavam i da razumem pitanje. Добро, ако треба, јас ќе го повторам и на српски. Релја, што е Sad to kažeš posle 30 minuta. Релја, што е она во кое најмногу уживаш да го правиш, ама да не е музика? Не сакаш, предпоставувам, да скокаш од авион. Знаеш што сам те питала? Не, to nih za pare. Pa, mislim, ono što je najbliže mom senzibilitetu, što sam studirao je gluma, ali nekako njom u zadnjih par godina nemam puno prilike da se bavim, ali da kažem da je to nešto što mi pored muzike uvek najviše hranilo dušu i da mi je to negde drugi poziv, možda i glavni poziv kao moje duše, ali kao me put naveo više na ovu stranu. Nekad volim da ne znam, mislim, ne moraš nužno uvijek da kreiraš nešto, ne moraš uvijek nužno da budeš tvorac, ako misliš to, kao ja uživam u običnim trenucima, uživam da odem na košarkašku utakmicu, uživam da, ne znam, provedem neko vreme sa ljudima koje volim, to. На обични работи. Како? Всушност, тоа се обични работи. Tako, ono. Во живот, секој човек што ги живее. Добро. Najobičnije работи, da sedim, jedem kokice, blejim. Да седиш на кокица? Што се кокица? Kokice. Popcorn. Да сум така, добро. Пуканки се викаат кај нас. Сега Како? пуканки. Zato što puknu, verovatno i zato, odatle etimologija te. Да. Ајде сега да се насмееме малку. Ајде раскажете ми по една случка, пример од ваше пијанство. Небитно кога било, може да било пред 20 години. Ти кажа дека не пиеш, на минатото снимање кажа дека не пиеш алкохол и дека избегнуваш, но ете, ајде сети се на некое пијанство од порано, нешто интересна случка да ми раскажеш, каде што, не знам, си заспал, те оставиле, другари. Ti budem iskren, ja sam umeo da budem tvrdo pijan, ali nikad pijan tako da bude nešto previše smešno. Uvek sam imao kontrolu kad sam pijan. Tako Ja znam za jedan njegov slučaj kada je bio smešan. Kad su ga zaustavili policajci da duva alkotest i rekli da otvore prozor, on je otvorio zadnji. Jeste, desilo se, ali dobro, šta da se reći. Dobro. Davno bilo. А Николија ти? Ona otvorila šiber. Da, pa ja nisam nešto duhovita kad se napijem. Агресивни? Više me vuče na agresiju, a nisam ni to ispoljavala, ali da, nisam baš neki veseljak. Mama mi je davno rekla kad me prvi put videla pripitu da to nije za mene. Ti ne umeš, kaže, da se veseliš i to batali, to nije za tebe. Tako da... Slušam malo. И добро е што си свесна за тоа и не го повтораш, затоа што нема потреба од агресија и кавги по ваше сваџи непотребни. Релја, некаде прочитав за тебе дека не прифаќаш бакшиш. Зошто не прифаќаш бакшиш? Кога ти даваат бакшиш, не го прифаќаш. Zato što nema potrebe, ja posao radim, za njega sam plaćen,
ljudi koji dođu na moj koncert plate ulaznicu i to je sasvim dovoljno. Не сакаш, значи, плюс да ти даваат пари. Апсолутно не. Николија, ти одбиваш бакшиш доколку ти дадат? Да? Da, ali, znaš šta, nismo ni mi drugačija vrsta muzike, drugačiji tip izvođača, jednostavno ja nemam ništa protiv bakšiša, samo nismo se mi susretali previše sa bakšišom kao pojmom i drugačiji nam je gas jednostavno. Така, добро, разбирам. Мислам, не разбирам тоа што одбивате пари, но во секој случај I секој znaš си šta, има... obično ljudi kada uzimaju bakšiš, to nisu koncerti, to su drugačiji nastupi, možda su restorani u pitanju i onda uglavnom bakšiš ide uz neke narudžbine, jel te? A mi pevamo isključivo naše pesme, naš repertoar i ništa dalje od toga, tako da i taj što daje bakšiš se ne bi baš slavno proveo sa našim Добро. jukeboxom. Многу ретки се луѓето, само да ви кажам, што не прифаќаат бакшиш или паричиња, но можеби не им требаат. Имаше исто така, ова е последно прашање сега што ќе го поставам, имаше исто така многу интересен наслов, кој што го има веројатно изјавено Николија Нарелја, би ги простила сите грешки, но вас ќе ве тужам, се однесуваше на новинарите. Што е она што знае да те извади од такт? И која е најголемата грешка што си ја простила Нарелја? To ja rekla negde. Ова беше наслов напишан, изваден. A, to napisan pa izvađen. Има вистина дека пример би му простила се Нарелја? Šta da mu oprostim? Ma to je bre ono, neko je prenosio neki naslov nečega što ti nikad nisi ni rekla, da bi mi oprostila, mislim... Све преваре? to- Да, а to je- баш ќе да ве тужим, тако беше баш наслов. A ne, To se- to je nešto izmišljeno bilo. To su jedni od onih naslova gde sedimo i ono ko dođu uopšte do nas budemo u fazonu what? Ajde, nisam to rekla. Значи нема да ти опрости се џабе. Мислам, немој само да се Možda bi bilo надеваш. bolje da je bio koril. Ne, nisam to rekla. Луѓенца, дали сте спремни сега да дојде една прекрасна наша кениска убавица, Ем Блажевска, да постави уште некој прашање на нашите гости? Ве молам со еден аплауз да ја поздравиме. Не можам да ви опишам колку сум радосна што заедно со нас имаме убави гости. Ивана, точно или не? Точно, Емче, јас ти кажав уште пред да почнеме со снимањето дека ќе бидам прерадосна, доколку навистина дојдат, а не ми кажат ќе се заминеме во соба да спиеме, уморни сме. И Николија, зрачи со провокативност, а Релија бунтавност. Опа. Ке се согласите ли со мене или? Pa, a ti kažeš kako zračimo, znači ti to tako vidiš, nema šta ti mi da se saglasim. Ali ja volim bunt, bunt je sigurno deo moje prirode. Ајде, денес кратко ќе се дружиме и со мене во рубрика Жешки трачеви со М. А ќе ја играме игра Кој е по? Јас ќе поставувам неколку прашања и ти само ќе ми одговориш кој е по и ќе ми објасниш зошто? Или ќе пееш македонско Песна. песна? Ја разбравте? Postoji pitanje, valjda smo te razumeli, ne pojma. Ајде, може питање. Ајде. Може да започнеме? Може. Кој од вас трошиш повеќе пари на непотребни работи? To troši više para na nepotrebne stvari. Pa možda ja. Da, možda ja. Sećaš se, uvijek stižu neki paketi nepotrebni. Žensko logično. Ženska. Ајде. Кој е подобар готвач? Готвач. Готвач. Šta je gotvač? Готви. Кувар. Кто кук? Kuvar. Да. Ono, ja ne znam ništa, sem jaja za drče.
Ајде, кој е по-романтичен и зошто? Кажете некоја интересна ситуација. Ja mislim da on je više romantičan. Kad hoće. Nemoj da nam budu neprijatno. Ajde, ajde. Кој од вас танцува по лошо? Танцува по лошо. Танцува. Игра. Ko igra По лошо. Kao, Полошо. who's dancing? Yeah. better? Not better. Was. You're taking all the blame. Me? Šta ću, žena zna da igra, ja... Кој од вас е главен во кревет? Kako kad? Како не ти одговара? Не ти одговара, Темче. Ајде. Благодарам на одговорите. Благодарам и ми вам. И Hvala. Еве ти нешто што да им дадеш на нашите нешто гости. за тебе од Mobitech. Mobitech е најдобрата мобилара во Македонија. Hvala. Хвала. Тука сакам и јас да ви дадам по едно подароче. Ова е од Цевитана, нашите витаминка спонзори. Тука ова пример за мало освежување, ете кога ви се спие, малку да се освежите, додека чекате храна, малку да се освежите. Ова се нашите Шато Ризо винарија, ќе ви дадам винце, не земав тука. Hvala. Пиете розе вино? Понекад, ретко, али... Ти си остана со празна чаша цела емисија. Имам во. Тоа дека не пиеш алкохол. Тоа е тоа, поздрав тука и секако до Верона, нашите пастрамајлија мајстори. Пред вас се оставени веќе ваучерите кои што може да си ги искористите во Скопје. Ова не е бакшиш сега. Мислам дека може да си го земете. Ова со драго срце ви го давам. Не е пари. Пари не узимamo. Ете така. Ovo je jako ukusno. Да. Најубава пастрамајлија, тоа е за тебе, Николија, кога ќе дојдеш во Скопје, чисто да пример ако ти треба нешто некогаш да си го искористиш тој вредносен ваучер во Целзиус. Драги наши, да ви поздравиме секако тука и Азелеа кои што се грижат за нашиот изглед. Ви благодарам многу што бевте заедно со нас, секако да ги погледнеме и жешките авантури во продолжение. Почнуваат жешките авантури во Hot Stars, како што ги најавив и претходно во студио. Во студио едно облечена, тука друго облечена. Едно снимање навечер, едно снимање денски, но секако битна е енергијата, која што во моментот можеби ја немаме толку многу, но затоа Емче и Томи ќе се погрижат ќе се погрижат да оваа атмосфера биде уште пожешка од тоа што е. Да ве прашам дали сте спремни? Спремни родени. Родени спремни. И може да започнеме секако да ги кажам правилата на игра, како што е редот. Леле. Браво, Томи, прав джентлмен. Сега, значи, целта на првото ниво на игра е нашите надпреварувачи, без да ја допираат топката со раце, да ја однесат на другата страна од базенот. Сушност, треба со глава да подскокнуваат некако магично и да стигнат до другиот крај на базенот. Значи сега нема да одиме во должина, него во ширина, така што ќе биде малку полесно, но да видиме колку ќе биде лесно. Може ли да почнеме? А во обратен правец ќе се движите? Може, значи одите натака и навака, два пат. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Да се вжешти атмосферата уште повеќе, може. 3, 2, 1, почнуваме. 1, 2. Леле. Нормално си помагаат со раце и Емче повторно. Ем го избра. Емче, немој така да играш. Па се рачуна, ајде, ќе го рачунаме како валидно. Се враќаме назад. Ема, што правиш? Каква е оваа игра? Ема, каква е оваа игра, кажи ми. А продолжуваат да вратат. Мене многу ми се допаѓа тоа што...
Па поеднаш требаше, ама вас изгледа многу добро ви држат рацете, па затоа продолживте. А се што требаше е да не држат топка со раце. Но да видиме второ ниво како ќе го поминат. Мислам дека првото ниво сепак ќе го препишеме на Емче, затоа што си е наша и затоа што е женско и затоа што Томи секогаш е джентлмен. Затоа во прво ниво е победник Емче. А сега да ги објасниме правилата и за второ ниво. Второ ниво всушност, како што може и сами да погледнете, нашите надпреварувачи имаат во уста по една лажица и топче на таа лажица. Целта е да се оди од едниот крај до другиот крај на базенот. Да. Да видиме кој ќе стигне подалеку без да му падне топчето. Може? Кој ќе стигне подалеку без да му падне топчето? Ве молам на почетните позиции да застанете на почетните позиции, така е. Одлично. Емче нема да само да ви кажам, нема прскање на надпреварувачите, значи ќе се движите рамномерно праволиниски. Можеме? 3, 2, 1. Почнуваме. Гледај напред, ема не се врти на страна. Ајде да видиме кој ќе биде побрз, на кој ќе му падне топчето. Повторно нешто се случува таму внатре во водата, немаме камера. Тоа е наша грешка. Дали ова да го признаеме или да се врати повторно? Дали ова треба уште еднаш да го направиме? Значи нема допирање, треба да го изодите што побрзо, без допирање. Назад. Назад, без допирање во вода, ве молам. Така е, ве молам без допирање во вода. Немаме камера, така што после не може да објасниме што точно се случило. Ајде, втора тура. Томи, држ се, Томи. Ајде. 3, 2, 1, почнуваме. Без допирање во вода, значи нема прскање, нема ништо, само се движите право. Добро ви оди на двајцата, Емче е во благо водство, Ема не е, Ема те гледам и од тука. Ова беше регулар, реално, така? Ова регулар беше. Те удри? Биди искрен. Те мапна малку со нога? Регулар беше. Дали сме спремни? Да, спремни. 3, 2, 1, почнуваме. Ајде да видиме кој е побрз, Враќај се назад. Ајде да видиме. Прво ниво завршено. Ти помогна. Ајде. Сепак не, добро, тоа ми беше многу колегијален. Океј. Нема, мора ферплей да има. Океј, ова не беше баш ферплей, ама океј. А? Ајде да видиме, побрзо, дајте малку енергија. Не, Ема, немој да лажеш, врати се назад. Ема, врати се назад. Беше? Ја наполни водата од базен. Ој. Ема, ти пак не вади. Срам да ти е. Ема, врати се назад, не може така. Ајде. Ема, ама ако ти биде полна кофата, пак губиш. Ема, не. Се удари. Чекај да видиме. Ајде, добро е. Не, Ема. Драги гледачи, дали гледате вие јас со кого работам? Дали вие само гледате јас со кого работам? Гледај што прави. Се умори. Ајде, енергијата, каде е? Каде е енергијата? Празни се кофите, каде е енергијата? Ајде, може и со пливање. Томи готово, нема веќе. Кофите до каде се? До пола? Имате уште многу. Емче се излажа.
Емче се излажа. Андријанче, сакаш да дојдеш? Леле. Да збориш малку? Ајде, брзо. Ова не може. А добро, немавме вака со прскање на противникот, но затоа што противникот прави работи кои што нормално не се по правилата на игра, дури се наполни водата во базен и заборави да истори во кофа. Да, и се врати назад нормално. Ах, емче. Сите играат со О, неправилности. беш ме фат. Немој да лажеш, немој да лажеш. Продолжи. Уште една има. Андријана? Продолжи. Докаде се кофите? Кофите докаде се? Кофите докаде се? Еве, а сега другата водителка ќе превземе акцијата. Ајде, Андријанче, кажи малку атмосферата. И добар ден на сите гледачи. Дојди понавака. Ќе видиме една заслужена победа од страна на М. Дали овој пат ќе Каде ми е победат чаша? жените? Чашата Дали каде ми? овој пат ќе бидат во предност жените? Да видиме. Ем! М. Лаже. Дали М ќе има заслужена победа? Ма гледај колку што работи. Полниот базен вода. Дали во ред? Дали во ред? Биди Па, добро, бидејќи е женско може да се попусти, нели? Ама јас мислам дека кофата на Томи е пополна од нема џабе, она ја зема целата вода од базен. Ние пустите? Да. Нема дека веќе вода. Браво! Може. Ајде да видиме која кофа ќе биде пополна. Која кофа ќе биде пополна? Не се сериозни, нели? Не се сериозни. Ти сериозно си ги сакаш игри, долго да се каже. Јас, Ти, а ти од мене ти баш, сериозно си ги баш свати цел игри. ден не Те гледаш карам. на Муртано, Те карам цел ден. а цел ден Ова нема да оди, се драги закануваш. гледачи. Ајде чаша. Ми побера 20 Мислиш евра. дека јас Ми побера 20 евра. Дојдеш ова миси. Срам те било! Вики ми тој. Зашто ме издаваш? И победникот е... И победникот е? Не, има уште малку, уште една. Уште една има. Како уште една? Уште една, имаш уште, ајде. Каша Уште една попара чаша. направите, каша попара. Андријанче, дали ми е лесна работата, кажи ми сега ти? Што е полесно, да пееш или да бидеш водител? Што е полесно? Па слично е. Чекај. Дали тоа доаѓа Майли Сайрус да ја видиме тука, еден аплауз огромен ако може. Ајде да ова е видиме. за дисквалификација. Ова е Јас- последниот круг. Ова е за дисквалификација. Ова е последниот круг. Последниот круг, Андријанче, што мислиш? Томи ја заслужи победата, нели? Порано Тоа ми е секогаш кога си игравме игри, Да. машките не Оно е. почешта. Да, сега Учител веќе си се е. менија Тоа не времењата. постои. Јас Томи го завршив. прогласуваме за победник. Андријана ќе му врачи награда. Секоја чест. Така е, наградата е. Душе го ќе го поклонам на мојот противник. Вие сте на вистина джентлмен, ме изненадиш. Секоја чест, господине. Не, браво. Не е така, ве молам, со водителките строго професионално треба тука, вие таму. Како се чувствувате, госпоѓо М? Много забавува тука, много убаво беше, много убаво помине со Томше. И секако дека бествуи се грижат за сите наши победници да се чувствуваат задоволни, така е? Да. Што доби ти во некоја од игрите кои што... Душе ќе го дадов на Немој да лажеш, ема ти го врати. Ми го Позади врати? камерите. да, па да. Затоа Емче ќе ја испратиме да си оди со една прекрасна гума, може? Како нека А бъде. ова ќе ти одстапам. Фала много за гума. Овели И така е Томше, фала. вака и металата. Да се гледа Hot Star, значи прво место си доби Емче. Емче, дали се забавуваше? Много забавуваме. Знам дека кеф ти е да влезам во базен, но може ли да ме поштедиш денес? Да размислам, ќе видиме, ајде да заврши интервју. Ми е малку страф, ама добро, драги мои, се гледаме не во базен внатре, се гледаме назад во надворешното вечерно студио. Емче, што ќе им кажеме?
Like, subscribe, follow, share. И тоа е тоа. Се гледаме, драги наши. Чао! Не. Релја, Николија, дали имате нешто да кажете вие, пример, што сакате, пример за македонската публика, нешто за тоа што правите, некои новости што сакате да ги пренесете, ете и кај нас? Pa ja, ono što uvijek kažem kad dođem u Makedoniju i što volim da kažem kad dođem u Makedoniju da je makedonska publika prva publika koja me prihvatila. Mi kad smo tek krenuli kao Elite Odjel, dok još nismo postali šire popularni, prvo gdje smo počeli da radimo je Makedonija, to je neka 2010. godina i to traje do danas. I u suštini najduže ljubav koju gajim je sa ljudima iz Makedonije, sa publikom iz Makedonije i beskreno sam im zahvalan na tome što je ta ljubav traje, koliko sad već 15 godina. Така е, Николија, ти пример би сакала ли да кажеш нешто општо пример за твојата кариера, за некои новости пример, што може би би ги... Ja isto mnogo volim da dođem u Makedoniju. Ko bude u Beogradu 29. augusta, nek dođe na njen koncert solistički, možete i... Ете, тоа треба дака е да се каже. Jeste, ali vidiš, evo recimo, nije bio solistički, bio je sa Džalovim Bubom, ja mislim, pre par godina još peo Korone, ali prvi koncert je bio u areni Boris Trajkovski. Bef. Ovo je sad solistički, ali čak i ta neka velika bina prva je bila i meni u Makedoniji. Е, па ете, на сите ви кажавме 29. Sledeći put vam dolazim solo. Тука имате веќе нешто испланирано, закажано датум или тоа Преговара се? Преговара се. Добро. Ги слушнавме сите потребни информации. 29. 9. август, август, Ташмајдан, Београд. Ташмајдан, Београд. Сите што сакате да ја посетите, сигурно сум дека и Релја ќе биде еден од гостите, можеби, не знам, но ова сама си го измислив, не го кажаа тие. Ви благодарам уште еднаш, многу што ја прифативте поканата, што бевте наши гости. Ќе ве поканам да ни бидете и во студио, таман ќе го најавиме тогаш и концертот, се надевам дека ќе имате и веќе закажан датум. До тогаш останете здрави, живи, насмеани, расположени. Само да си жива и здрава. И ти, и сви ви, да сте живи и здрави. Сви ви, да спиеме. A kenijska, ja sam čula kineska i jako sam se zbunila. Iskreno, jako sam se zbunila. Kenijska. Moj plesač sad za koncert je polu Makedonac, polu iz Britanije i mislim taman je. Just. Plesač. Makedonija. Half Macedonian, half Britain, and he's also half black. I don't know mom or dad, but he's dancing on the... And I was like, where are you from? He was like, from Macedonia. I'm like, what? So, you have another one.